Почитувани граѓани, овие денови кога премиерот го слушаме како на митизите зборува за големите економски успеси, должност ми е да зборувам за реалноста и да ги информирам граѓаните за реалната економска состојба во земјава. Во изминатите 15 месеци ние постојано алармиравме дека економијата и економските политики на оваа власт се многу погрешни, а реализацијата на капиталните инвестиции е историски најслаба. Денес тоа што ќе го зборувам ќе го потврдиме со реални економски индикатори, факти и бројки. Овие податоци укажуваат на алармантна состојба со буџетот, со приходите, со инвестициите и со реализацијата на капиталните инвестиции како основни индикатори за економската состојба во државата. На само 75 дена пред крајот на оваа 2025 година, буџетската рамка која е дефинирана од приходите и расходите во буџетот прикажува на вистина загрижувачка слика. Имено, до денес приходите се реализирани со 70,78%, односно 256,5 милиарди денари. Во исто време, на расходната страна, 72,82%, односно речиси 294 милиарди денари. Ова значи дека со вакво темпо, а тоа е за очекување, на крајот на годината ќе недостигаат 1,4 милиарди евра да се покријат сите трошоци во државата. Тоа е навистина фрапантна и огромна буџетска дупка. Ова значи дека сите овие пари ќе се покриваат со ново задолжување, со нови оптеретувања кај граѓаните и кај бизнисите, таму каде што најмногу боли, или со кратење на најважните јавни услуги. Ја прашувам власта, како планира, што мисли да прави и како ќе ги покрие овие 1,4 милиарди евра кои што до крајот на годината ќе недостасуваат во буџетот. Понатаму, огромна загриженост предизвикува драматично ниската реализација на капиталните инвестиции, кои што практично треба да влечат економијата напред. Би рекол историски најниска реализација. Заклучно со септември, реализирани се само 43,78% од предвидените средства, односно 20,7 милиарди денари. Тоа значи дека ова ќе биде уште една изгубена година за капитални проекти. Проекциите покажуваат дека до крајот на годината ќе имаме некаде околу 55% реализација на капиталните инвестиции. Ова до сега не било. Тоа значи дека пари што треба да отварат работни места, да донесат развој, едноставно ќе останат неискористени. А ова докажува дека владата нема ниту капацитет, ниту план, нема ниту визија да ги оствари ниту проектите кои што беа започнати, ниту пак да започне со реализација на сопствените проекти. Понатаму, загрижувачки сигнали доаѓаат и од меѓународните финансиски институции. Светска банка отворено укажува на слабата наплата на приходите, зголемените трошоци за камати и растечкиот јавен долг. Јасно повикува на фискална консолидација, односно со други зборови, престанете со непродуктивно трошење и заеми без покритие. Но за жал, владата продолжува по иста траекторија. Ако навистина сакаме да разбереме состојбата, мораме да погледнеме и сликата со јавниот долг. Во последните 14 месеци државата се задолжи со нови 1,86 милиарди евра. 1 милиарда евра од Унгарија, 836 милиони евра преку аукции на домашни хартии од вредност. Во најава се нови 950 милиони евра надворешно задолжување и 70 милиони евра кон домашните банки. Светска банка веќе проектира дека јавниот долг ќе порасне на 62,9% од бруто домашниот производ, што не прави најзадолжена земја на Балканот. Ние сме исто така единствена земја во која актуелниот долг го надминува пред пандемискиот пик.
И покрај сето ова, владата упорно повторува дека долгот е 61,7%. Зошто ова бројка е важна? Затоа што со неа се манипулира пред јавноста да се прикрие вистинскиот товар кој економијата ја влече надолу. Под површината стои уште еден проблем кој владата избегнува да го коментира, избегнува да го признае. Фискалниот совет предупредува на приближно 700 милиони евра доспеани, а не наплатени обврски. И тоа е скриен долг кој што сериозно ја уништува ликвидноста на македонските компании. И додека долговите се трупаат, странските инвестиции, кои што се моторот на секоја здрава економија, исчезнуваат. Во 2024 година, владата што ја предводеше СДСМ остави повеќе од 1 милиарда евра странски директни инвестиции. Што имаме во 2025 година? Во првиот квартал 135,8 милиони евра, во вториот само 75,9 милиони евра. Премиерот кој не одамна влезе во еуфорија, најави милиарди, сега едноставно молчи. А токму тоа молчење е најдобриот доказ за економскиот пат. Не можеме да ја игнорираме ниту инфлацијата. Владата се фали со минус 0,2%, но месечна инфлација, користејќи споредби месец со месец, и тоа убаво звучи, но нема никакво значење на потрошувачката кошничка, на семејниот буџет, ниту пак во делот на планирање на бизнисите. Реалната годишна инфлација е околу 4%. И тоа се чувствува секој ден, имаме едноставно најскап живот во регионот. Затоа денес тука пред вас го поставувам наједноставното, но најважно прашање. Премиере, каков е планот? Како владата планира да покрие буџетската дупка од 1,4 милиарди евра до крајот на годината? Понатаму, каде се капиталните проекти кои што беа најавувани? Каква е стратегијата за наплата на приходите, за стабилност и за инвестиции? Економијата не се води со лажни бројки, со пиар, се води со одговорност кон секој денар. Потребна е сериозна стратегија, потребна е стабилност, потребен е план, но ние за жал ништо од ова не гледаме. Ако не постои јасна стратегија, ако реалноста се прикрива со лажни индикатори, тоа укажува многу јасно дека на краток, на среден, на долг рок, оваа власт ќе го столчи развојот и стандардот на оваа земја. Благодарам.